Вести во 15 часот. Добар ден. Постои ли доволно голема казна за родителите кои ги злоупотребуваат сопствените деца? Македонските институции се пред голем тест како да ги ублажат болката и траумите на најмалку 20 деца во земјава, на чии родители поважни им биле парите од оштоиднината на нивното дете, па во договор со лекарски комисии своите деца ги прогласувале за инвалиди и со тоа им ја запечатувале судбината. Одземање на родителското право на родителите монструми, затвор за лекарите, се само дел од мерките кои министрите за здравство, труд и социјала и за образование ги најавија денеска за невидениот скандал. Но како ќе се санкционира тоа што домашните и меѓународните институции, кои цело време тврдат дека правата на децата се целосно заштитени, го откриле случајот откако до нив стигнале дојави дека децата за кои се тврди дека имаат пречки во развојот, се всушност сосема здрави деца. Жално и скандалозно, монструми родители ги злоупотребувале собствените деца. Здрави прави деца во договор со лекарските комисии за инвалидитет ги категоризирале децата дека се со пречки во растот и развојот за да добијат паричен надоместок од Министерството за труд и социјална политика. Овој очаен скандал денеска го обелоденуваат министрите Ристовски, Тодоров и Кралев. Мене ми е многу жал што ќе требава да го соопштам, меѓутоа констатирани се кај 50% од овие 20, значи кај 10 предмети, желба кај определени семејства да остварат постојан додаток и дури имавме констатирани состојби каде што буквално биле децата вежбани да глумат, односно да имаат приказ на состојба во која што тие ќе прикажат свој заостанат психофизички развој. И тоа единствено со единствена цел за да остварат бенефит финансиски и тоа во форма на постојана парична помош како за дете со посебни потреби, за да потоа врз основа на информациите и соработката со Министерство за образование се покаже дека во периодот кога тие веќе се запишуваат во училиште, кај нив наеднаш тој недостаток го снемува и тие функционираат нормално како и сите деца. Ке се откријат ли лекарите од комисиите кои пишувале фиктивни медицински документи за здрави деца? Со какви казни ќе се соочат родителите кога дамката на злоупотребеното дете ќе го прати целиот живот? Имаат ли совест овие лекарски тимови? Ќе направиме ревизија на целата постапка и на целата документација, а може да определиме и повторен преглед или повторна категоризација на тоа дете. И доколку утврдиме дека има направено определени малверзации или определени прекршувања на правилата, без разлика од која е страна тоа да доаѓа, дали од страната на родителите, на лекарот, на некои административни делови од системот, ние ќе преземеме соодветни санкции против секој прекршител. Ресорните министерства најавуваат нови комисии за прецизна категоризација на видот и степенот на попреченост кај детето. Каде се македонските и меѓународните институции за заштита на правата на децата? Ќе се превенираат ли проблемите или ќе се соочуваме со последиците на веќе злоупотребените деца? Одговорност мора да има. Ова е класична злоупотреба на децата. Јавниот обвинител треба да се вклучи во истрагата и не само да се затвори овој скандал, туку да се искоренат слабости во целиот систем на државата, алармираат од првата детска амбасада Меѓаши. Министерството го обелоденија проблемот, верувам дека ќе го решат. Јас колку што знам во државата има јавен обвинител кој ако има потреба може и да покрене кривична одговорност кон сторителите на ова дело. Најавија министрите дел дека ќе има и кривична одговорност и дури дека ќе има и одземање на право на дете. Одземање на право на дете е крајна мерка. Секако, ако се одземе родителското право, а родителот бил соучесник во злоупотребата, тој не може да ја сноси целосната одговорност. Некој од државните институции секако бил исто така вклучен во ова. Значи државата не смее да се амнестира кога родителите не се одговорни. Нашиот став е дека одземање родителско право е крајна мерка, дека засилен строг надзор од страна на државните институции во следење на правилното родителско право, остварување на квалитетно родителско право е задача на државата, затоа што не секој родител знае да постапи соодветно по најдобриот интерес на децата. Исто така не сите државни институции постапуваат по најдобриот интерес
интерес на децата. Мора да има мониторинг, мора да има следење и мора да има преземање на одговорност. Како ќе постапат трите министерства во однос на оваа ситуација, ние ќе следиме состојбата. Пресудата не